Добро вечер, Дневник на ТВ Плюс. Започнуваме веднаш по кратките најави, останете со нас. Кумановската фирма Босут отвори погон за ХТЗ облека во Кратово. Отворени денови во катастарот Куманово. Сокаливи чевли во салата за венчавање. Младите на ВМРО ДПМН ке собираат идеи од граѓаните. Кумановската фирма Босут денеска отвори фабрика за ХТЗ опрема во Кратово. Во новата работилница се ангажирани 60 текстилни работници, а директорот Драган Стефановски на отварањето на фабриката најави нови вработувања. Фирмата Босут, која што постои 8 години покрај во Куманово и Кратово, има погони за преработка на текстил и во Ранковце со вкупно 350 вработени. Фирмата Босут од Куманово денеска отвори нова фабрика во Кратово. Во погонот ќе работат 60 текстилни работници кои ќе шијат ХТЗ опрема, односно работна облека, пред се панталони, јакни и униформи произведени од огноотпорен, водоотпорен и антистатични материјали кои ќе се извезуваат во западноевропските земји. Ние постоиме веќе 8 години, се бавиме со текстилно производство за Германија и за повеќе други држави. Во нашиот развоен план, што го правиме за секоја година, за 2016 година имавме ова зацртано да го зголемиме нашиот производствен капацитет, со тоа што во Куманово веќе имаме околу 220 вработени во ново отворен објект. Имаме во општина Ранковци исто 5 години постоиме таму со неде околу 70 вработени и се одлучивме за општина Кратово со оглед на близината меѓу Куманово и до општина Ранковци и со оглед на работната сила што постои овде заинтересирана за работа. И сега од први наваму имаме вработено неде околу 70 ново вработени лица. Јас прво не бев толку запознат со општина Кратово, али кога се веќе одлучивме да се прошириме, мако направивме на комплетна анализа и се решивме за општина Кратово, со оглед на тоа што имаше доста заинтересирани, а и сега во овој момент, ако сакаме вано сега проширување, можеме да приемеме уште толку. Представникот од германската фирма која соработува со Босут, Андреа Валцел, се пофали за квалитетот на изработените производи. Вработените во Босут посетуваат обуки во нивните компании и се воведува нов систем на работа со кој нивните производи се конкурентни на западноевропските пазари. Почнавме во Македонија пред многу години и сме многу задоволни од соработката. Македонија за нас е најважната земја за производство на облека. Квалитетот е многу добар и има голема можност за зголемување на капацитетот на производство затоа што има многу работници кои професионално ја изработуваат облеката. Продуктите се многу конкурентни во нашите маркети и имаме голем успех со оваа соработка. Градоначалникот на Кратово е задоволен што ваква фирма која претежно соработува со западноевропски држави инвестира во градот поради тоа што во тоа подрачје нема голем број на инвестиции. Отворањето на нова фабрика на Босут во Кратово е од огромно значење за жителите на Кратово. Многу ретко во Кратово во последните неколку години се отвараат нови работни места. И ова е од големо значење. Мислам како се слушнав во излагањето ќе се вработат 56 лица за почеток, што значи екзистенција за 56 фамилии. Мислам дека добро е, ќе се подобри стандардот за сите нас, вработените, па и за нашата фамилија. И надевамо се дека ќе биде подобро. Имамо, ние работиме на повеќе места од текстила, па не знам што да ви кажу. И добро е било и така, значи секој додека можеме да работиме, ние ќе работиме, а сега секој гледа дека е подобро, таму иде. Текстилната компанија Босут започна со работа во 2006 година и досега има 350 вработени во трите центри. Таа е единствената фирма во североисточниот регион која последните неколку години вработи толков број на работници. Неасфалтиран и полн со дупки е просторот зад основниот суд кој служи како паркинг за возилата на вработените во судот, полицијата и општината. Кумановци велат дека поради овој проблем сокаливи чевли заминуваат во полициската станица и салата за венчавање. Додаваат дека движењето дополнително им го отежнуваат старите возила кои со децении се наоѓаат на ова место.
Паркингот кој се наоѓа во близина на полициската станица, односно зад основниот суд, со децении е запуштен и неуреден. Бидејќи просторот не е асфалтиран, пешаците се жалат дека зиме газат кал, а лете се гушат во прашина. Додаваа дека нема светло од никаде, па од дупките на секој чекор може да се ги искршат нозете и автомобилите. Кумановци обвинуваат дека на ова земјиште паркира кој каде ќе стигне, па често се случува возила да го блокираат и самиот влез, но и останатите корисници на паркингот. Дополнителен проблем се и неколкуте стари возила кои според информациите од СВР Куманово ги поседува шумската полиција, но се уште не презема ништо за да ги отстрани. Не можеме да пројдеме нити пешки, нити авто да паркираме. Се гледате сами со вода, со дупки, катастрофа во самиот центар на градот. Мислам дека не треба вака да биде. И што побргу треба ова да се санира. Треба нормално, тоа треба, па и тука полиција паркира, па и луѓе. Колку години е ова вака? Па ја како проаѓам, па може има 20 години. Сигурно има. Постојано има кал? Има сигурно. Ја повеќе пешки идам. Али И за возилата и за пешаците е кал? ма сигурно, полно се гледа дека е лошо. Што ќе ме прашувате мене? А сите видат. Па има. Сите им смета. Нормално малку, не сака да си поведе рачана, тоа е мала инвестиција овде, не е нека голема инвестиција. Ја како пешак ќе прелипам малку потам, Граѓаните додаваат дека посебен проблем имаат кога ја посетуваат салата за венчавање, па мораат да вртат кругови по неасфалтираниот паркинг за да најдат место, а потоа да си ги чистат чевлите од кал. Од општина Куманово потенцираа дека тие не можат да преземат ништо за решавање на овој проблем, бидејќи земјиштето е во приватна сопственост. Агенцијата за катастар на недвижности и Управата за имотно-правни работи организираат заеднички отворени денови за граѓаните на Куманово. Денеска и утре кумановци може да се обратат кај стручните тимови и да побараат помош за решавање на одредени проблеми. Надлежните од катастар најавија и отварање на нови простории во кои ќе бидат сместени шалтерите на катастар. Граѓаните денеска и утре имаат можност да бидат дел од заедничките отворени денови на Агенцијата за катастар на недвижности и Управата за имотно-правни работи. Стручните тимови одговараат на прашања на граѓаните и доколку се работи за грешка на катастарот, се прават напори таа веднаш да биде исправена или пак се дава правен совет како проблемот да се надмине. Квадратура е била 314 квадрата, а по овие што ги вадија документи нови, стои 296. 18 квадрата фали. Сега вие сакате тие 18 квадрати да се ги вратите? Да ги вратиме како што е. Ер ги има урбанички план. Превртени сите. Ова е што е моето, што е напишано, што е изложено кај мене, тоа фактички не е ништо мое. Што направиле? Тие што биле таа комисија со геометрот, сега чива е вина, дали на луѓето или на геометрите, примерно, јас одам со геометар, кај што е шума, кај што е дрво, неговото јас го пишувам на мене, а неговото што е празно, што е пусто, што нема дрво, го пишувам на трето лице, четврто лице. Па неговото па на пето таму и затоа е испревртено прво и многу испревртено. Имам издршка од татко ми. За доживотна издршка. Имотот не се слажува со геометар што го ставил, ми ставил други ниви, сасвим други и опште некаква врска нема со ова. Не може да расчистаме 3 години, идемо во Скопје, поднасам ова. До сега враќам се оде, што да ти правиме? Околу 6000 граѓани досега на државно ниво се обратиле кај надлежните тимови во рамките на отворени денови со катастарот и голем број од предметите веќе се решени. Акцијата ќе трае до крајот на месецов, велат надлежните. Во однос на оделението на Управата за имотно-правни работи во Куманово, би сакал да напоменам дека ова е едно оделението кое што има најголема ефикасност во поглед на решавањето на предметите за приватизација. Имено вкупно поднесените 17.800 предмети барања за приватизација, досега се завршени 73% од тие барања, што значи дека генерално во постапка ни остануваат уште околу 4700 предмети кои што се во постапка за докомплетирање и очекувам во наредниот период да
да донесеме првостепени решенија и во однос на тие предмети. Во управата за имотно-правни работи младите кумановци веќе од вчера почнаа да се информираат и за условите и поволностите што се нудат преку проектот Купи куќа за млади. Во проектот е вклучена и Агенцијата за катастар на недвижности во делот на изнаоѓање на неизградено државно земјиште со цел понатаму истото да се урбанизира и даде на продажба по почетна цена од 1 евро за метар квадратен. Од 80 општини колку што има во Република Македонија, за 45 општини веќе платоците се обработени и доставени се до Министерството, додека за преостанатите 35 до крајот на неделата ќе бидат готови платоците и истите ќе бидат доставени. Понатамошната постапка е да се донесе урбанистички план и поносењето на урбанистичкиот план да се понудат тие парцели за да се продаваат по почетна цена од 1 евро за метар квадратен. Одделението за катастар на недвижности Куманово има решено околу 60.000 предмети минатата година, повеќе од 7.100 запишани легализирани објекти, а за социјално ранливите категории има изработено 690 бесплатни геодетски елаборати. Што се однесува до дигитализацијата, се очекува заклучно со месец март комплетно да заврши процесот за Куманово. Трпески најави и отворање на нови простории во кои ќе бидат сместени шалтерите на одделението Куманово, а ќе бидат пристапни и за хендикепираните лица. Новата просторија ќе биде сместена во објектот на поранешната продавница Димче Ребица спроти Кумановскиот суд. Проектите Купи куќа за млади. Македонија вработува изградба на 150 игралишта за баскет, средношколска среда, бесплатни патувања за најдобри студенти и многу други се потврда дека се слуша гласот на младите, истакна од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ. Тие најавија дека во четврток ќе се одржи трибина со цел да ги дознаат приоритетите и барањата на младите, но и да ги запознаат со новите проекти и мерки. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ во четврток во 19 часот во Центарот за култура Трајко Прокопиев ќе одржи трибина на која ќе бидат презентирани новите мерки и проекти кои ги спроведува владата за младите. Истовремено сите посетители ќе можат да дадат своји предлози и идеи. Според председателот на младите Марио Цветковски, проектите Купи куќа за млади, Македонија вработува, изградба на 150 игралишта за баскет, средношколска среда, бесплатни патувања за најдобрите студенти и многу други потврдуваат дека гласот на младите се слуша и нивните секојдневни потреби наидуваат на разбирање. Бесплатна обука за основни компјутерски вештини и странски јазици за млади до 29 години, перални и сушални во студентските домови низ Македонија. Изградба на фитнес зони во 18 града на територија на Република Македонија, меѓу кои и Куманово. Железнички викенд за млади до 27 години, првиот и третиот викенд во месецот, како и многу други мерки. Од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ информираат дека на 11 февруари ќе одржат крводарителска акција. Тие ги покануваат, но и ги мотивираат граѓаните да учествуваат, верувајќи дека на овој начин ќе им помогнат на луѓето на кои им е неопходна помош. Акцијата ќе се одржи во Центарот за култура Трајко Прокопиев и ќе започне во 11 часот. Изнуда, лажно пријавување на кривично дело и злоупотреба на службена положба и овластување се само дел од кривичните дела за кои што ќе одговараат повеќе лица, информира Министерството за внатрешни работи. Меѓу пријавените има и жител на Кичево. 35 годишен Кумановец кривично ќе одговара поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело изнуда. Пријавениот во јуни минатата година му побарал на 41 годишен сограѓанин да му исплати 3500 евра поради тоа што наводно бил посредник за заем на пари помеѓу оштетениот и други две лица од Куманово. Оштетениот му рекол дека не должи повеќе на никого и нема причина зошто да му даде пари на него, пошто пријавениот, упатувајќи му сериозни закани по живот на оштетениот, му се заканил и дека сите дуќани ќе му ги запалел и му побарал да му исплати 100.000 евра, информираат од МВР. Полицијата поднесе кривична пријава и против 58 годишен жител на Кичево за две сторени кривични дела, лажно пријавување на кривично дело и оштетување туѓи предмети. Пријавениот како дистрибутер на кафе, апарати за кафе и други предмети во правното лице Еспресо кафе ДООЛ село Отлја во ноември 2012 година бил задолжен со испратници со кои производите ги дистрибуирал низ државата
државата со што направил долг. Делот во износ од 10.000 евра го вратил, а за останатиот долг пријавениот склучил нотарски договор со правното лице за измирување на долгот во износ од приближно 72.000 евра. Овој договор бил осигуран со извршност над недвижниот имот на пријавениот, доколку долгот не биде вратен во наведениот рок. Пријавениот со намера да го избегне извршувањето лажно пријавил 2 лица за сторени кривични дела измама и посебни случаи на фалсификување на службена исправа и еден нотар за сторено кривично дело несовесно работење во службата, а при тоа во ноември лани со договор за дар пријавениот го отуѓил целиот свој имот, оштетувајќи го правното лице за износ од 71.850 евра. Кривична пријава полицијата поднесе и против 64 годишен градежен инженер, вработен во општина Куманово поради постоење основи на сомнение за злоупотреба на службена положба и овластување, и против 50 годишна Кумановка вработена во општина Куманово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело несовесно работење во службата. Според МВР, прво пријавениот во текот на декември 2011 година, злоупотребувајќи ја службената положба, постапил спротивно на законот за градење со цел да им овозможи на тројца инвеститори на стамбен објект во Куманово да добијат одобрение за градење во најкус можен рок. Свесно направил пропусти во делот на известувањето на најмалку тројца непосредни соседи кои требале да извршат увид во основниот проект на објектот. По ова, истиот свесен за законските пропусти и непостапувањето по забелешките на соседите, изготвил одобрение за градење. Второ пријавената со пропуштање на должен надзор несовесно постапила и ваквиот нецелосен предмет со изготвено одобрение за градење го потпишала и одобрила на штета на непосредните соседи на објектот. Во вторник во Скопскиот основен суд треба да започне судењето против 29 обвинети за тероризам за нападите што се случија во Куманово лани, кога беа убиени 8 полицајци. Според обвинителниот акт, тие ќе одговараат за тероризам и за нарушување на уставниот поредок на државата. На 9 и на 10 мај во кумановската населба Тоде Мендол вооружената група имаше 28-часовен судир со безбедносните сили на Република Македонија. Најголем број се косовски државјани, неколкумина се македонски државјани, еден е од Албанија и еден е германски државјанин. Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 17 степени, а минималната изнесуваше 5 степени Целзиусови. За утре се најавува сончево време со мала облачност, при што дневната температура ќе достигне 17 степени, а утринската ќе се спушти до 5 степени Целзиусови. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.